Земјоделците од целиот Кочански регион кои произведуваат ориз заглавија во долгови и немаат пари да го платат жнењето на овогодишната реколта. Затоа и жетвата доцни, а она што ќе го соберат не знаат што да го прават. Ова меѓу другото беше речено на пресконференцијата што ја организираше Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато, при што побараа од министерот Цветков да интервенира за подобрување на состојбата со откупот и ниските откупни цени. Ве повикуваме да земете во ваши раци откуп и цена да дадете на 5000 земјоделци кои не ви бараат ни вработување, не ви бараат ни социјална помош, не ви бараат ни еднократна помош, него ви бараат исклучиво да му го вредните трудот и маката што ја вложиле во април за да ја касираат во октомври. Како второ го повикувам заменикот ваш Костадиновски. Пред неполни 120 дена тој даде изјава токму во Облешево дека конечно со оризопроизводството е решена маката на земјоделците, дека е решена маката ради тоа што оризот влегол во заштитна цена на државата. Од сето тоа на терен ништо, само празни ветувања и дебели лаги. Од Сдруженијето на оризопроизводители рекоа дека не сакаат да бидат манипулирани, туку да им се каже вистината, дали под вакви услови воопшто има потреба да се сее ориз. Доста манипулации правеа со оризопроизводителите. Еднаш за секој што ја унат за 4 години се бореме, они не најдат решение за оризопроизводителите. Па за тоа ги замолуваме, доста ги манипулира и да стават крај на овие манипулации. Пошто ако не се стави крај на овој хаос тука што дешава, нема зошто да го сееме ориз. Зошто не терат со сила да не сееме? Оризопроизводителите се пожалија дека откупните цени постојано паѓаат, поради што тие се чувствуваат уценети, оти мораат да го продадат оризот по срамни цени, иако им било ветувано дека ќе има долна граница под која не смее да се откупува килограм арпа и бел ориз. Стана 25 бел со 13-12, па еве ако не грешам со луѓето што земале и 9 денари од килограм арпа. Тоа е срамота која производната цена чини 14 динара, која самиот министер земјоделие каже дека производна цена чини 14 денари. Еве гледаме и површините сами дека немат пари да ги соберат површините. Тоа е до таму е стасан земјоделецот кој произведува храна за луѓето, односно граѓаните на Република Македонија. Министерот нека стави прст на глава и нека мисли што понатаму. Земјоделците се исплашени за својата екзистенција поради неплатените огромни долгови за струја и други давачки. Во колку не се сега моментално они соберат или си прочитат некои работи кои што треба да го оценат дали земјоделецот е потрошен материјал или земјоделецот е господ за нив, ние излеваме, во колку они тоа не го одговорат, ние радикално ќе излеземе на патот. Нема што да се шуткаме, нема што да се муткаме. Од Крупишта па до Виница има да се собереме сите земјоделци, па ќе излеваме, па дали ќе биде или не бива, па ќе се види тогај. На крајот од пресконференцијата земјоделците му порачаа на министерот Цветков дека не е добре дојден во Кочани, додека не се разрешат натрупаните проблеми. Министерот го повикуваме на деновет на Кочанскиот ориз, на промоцијата, да не присуствува, бидејќи од него се трпат големи штети во оризопроизводството. Инаку, за впонеделник е закажана средба во Министерството за земјоделство во Скопје меѓу министерот и оризопроизводителите, за која земјоделците велат дека е последна надеж да се преземат мерки за подобрување на нивната состојба.